Околу 120 пожарникари го чуваат регионот од пожари, поплави, друг вид на несреќи и елементарни непогоди. Најтешки моменти се, најтежок дел од работата е во сообраќајни несреќи или кога има некоја зграда, некој стан зафатено во зграда кај што куќа. Тоа е го имаме постојано, а тогаш кога луѓето бегаат надвор, тогаш ние влегуваме. Значи сите кога излегуваат од тие простори, ние влегуваме. Најголемата територијална единица во регионот е Штипската, која располага и со најмногу кадар и со најмногу опрема. ТПП Штип располага со 5 специјални возила и едно теренско возило, а пополнената со луѓе е 35 професионални пожарникари. Дел од опремата е донација, дел е инвестиција на општината. Во изминатите месеци направивме ремонт на сите возила, сите ги ставивме во функција. Веќе на територијалната противпожарна единица на оваа зграда поставивме фотоволтаици со кои што ќе се заштедува енергија, а со тоа ќе може да се инвестира во подобрување на условите за работа овде на пожарникарите и апликација од општина Штип за набавка на ново возило за територијалната противпожарна единица. Својата подготвеност штипските пожарникари ја покажаа денес на показна вежба во Средното медицинско училиште во Штип, каде гаснеа пожар и спасуваа повредени ученици. Целта на спроведувањето на вежбата е проверка на функционалноста на планот за заштита и спасување на СОУ Јане Сандански Штип во делот на евакуација при секаков вид на елементарни непогоди и катастрофи. Во тој случај на избувнување на пожар битна е координацијата, соработката меѓу учениците и како да знаеме ние да помогнеме. Со денешната вежба ние покажавме како може да се помогне во случај на пожар. Ова беше дел од прославата на 20 мај, денот на македонските пожарникари, кој се одбележа во сите противпожарни единици во регионот. Набавивме заштитни униформи од дела за интервенирање, за интервенции, како и облека, професионална работна облека. Наскоро очекуваме да ги обезбедиме и нови обувки и секако работиме на неколку проекти со кои очекуваме дека ќе обезбедиме додатна опрема во делот на механизацијата, како што се потребни пумпи и работиме на подобрувањето, односно на возниот парк. Денес нашата единица беше вклучена во показна тактичка вежба во детската градинка Бамби по Македонска каменица, каде што нашата единица со 2 противпожарни возила и 6 професионални пожарникари спасители учествуваа во гаснењето на 2 одвоени пожари во дворниот простор на детската градинка Бамби и исто така учествуваа во згрижување и транспортирање на 2 повредени лица при евакуацијата од самата детска градинка Бамби до медицинските лица кои што беа активно присутни на самата вежба. Во Делчево беше презентирана нова опрема, донација од нивните колеги од Скопје. Опремата е пред се заштитна опрема, противпожарна заштитна опрема и опрема за дежурство. Како што искате како градоначалникот, за опремата е пред се за заштита на пожарникарите при извршувањето на нивните работа. Така што верувам дека сега нашата територијална противпожарна единица ќе биде подобро опремена со лична професионална опрема за да можат поефикасно и посигурно да ги извршуваат нивните задачи во различни ситуации. Инаку, како ден на пожарникарите, 20 мај се поврзува со 1836 година, кога во Битола е формиран првиот противпожарен одред.